Еднаш рековме дека регионалното дерби и не е некое дерби, со оглед на драстичните разлики во резултатите на Брегалница и Осогово. Но на последната средба во Кочани се докажа спротивното. Токму дуелот меѓу жетварите и сините беше најатрактивен во тоа коло од втората Лига Исток. И двете екипи го бркаа резултатот и наизменично се менуваше водството на Брегалница со израмнувањето на Осогово. Конечниот резултат од тој дуел беше 2:2. Утре стадионот Никола Мантов одново ќе биде домаќин на регионалното дерби, на кое и двете екипи доаѓаат поискусни за играта на противникот. Утре не очекува тежок натпревар, тоа го покажа претходниот натпревар со екипата на Осогово. Мислам дека нашата екипа е подготвена да го даде максимумот, иако екипата на Осогово има посебни мотиви против Брегалница. Знаеме тоа дека е едно соседско дерби, секогаш било неизвестно. Меѓутоа, нашата екипа е во целост подготвена, немаме повредени играчи, единствено Темелков нема да настапи поради жолти картони, меѓутоа сите играчи се во строј другите. Како и на секој натпревар, така и на овој, ние ќе влеземе максимално подготвени, затоа се спремаме веќе цела недела. Јас само имам да кажам дека не сакам да се повтори играта од претходниот натпревар, може само да се повтори резултатот, бидејќи на претходниот натпревар со Каменица Саса мислевме дека натпреварот е однапред добиен, тоа можеше да не кошта многу повеќе ако имавме некој посериозен противник. Мислам дека резултатот сега треба да биде на наша страна. Екипата е максимално подготвена, атмосферата е на посоковано ниво, сите играчи сме спремни. Како што видовме од претходната утакмица, Осогово не е за подценување, но доколку ние утре покажеме на добра борбена игра, победата нема да изостане. И секако се очекува што поголема публика од Штип. И овој пат бројките се наклонети на Брегалница. Позиционирана е на високата втора позиција со 36 бодови. Осогово е 8 со 3 пати помалку бодови 12. Кочанчани во последните 5 дуели бележат само една победа, едно реми и 3 порази. Штипјани и во тој поглед се далеку подобри. Бележат 3 победи и 2 ремија. Кој ќе се покаже подобар на теренот, можете да проследите утре на стадионот Никола Мантов во Кочани со почеток од 16 часот.